Веројатно министерот ќе соопшти договорот од Pfizer стигна во првиот квартал, тоа значи до крајот на март ќе ги добиеме тие 21.000 од Pfizer. Веќе имаме во вториот квартал поголеми количини, третиот и четвртиот се најголемите количини. Не се работи за несериозно заради тоа што знае целиот свет и знае целиот наш македонски народ дека единствена причина е недостатокот на производство во делот на количините на вакцини за било која вакцина да се работи. Тоа е проблемот. Ние сме мала земја, сакам да го осигурам и му гарантирам на нашиот народ дека како влада, како Министерство за здравство, имаме направено повеќе од тоа што е доволно, имајќи во предвид дека ќе треба 1 милион народ од прилика да се вакцинира за да ја постигнеме имунизацијата, за која што би било потребно да има 2 милиони вакцини. Ние ако ги броите 800.000 од Pfizer, 833 COVAX механизмот, 400.000 имаме два пати по 200 од Кина, 200.000 имаме нарачено од Русија, имаме дополнително од Европската Унија, согласно грантот од 70 милиони евра, донациите кои што дополнително ги најавија сите соседи, стигаме до 2,5 милиони. Значи сме направили исчекор повеќе за да ги фатиме сите механизми, сите алатки, да направиме договори, преддоговори, некаде дури анекс да платиме, се со конечна цел да преземеме се што е неопходно. Јас верувам дека навистина, како што реков пред некој ден, денови се во прашање. Дилемата останува, за вакцинацијата има, во државата сакам да искористам моментот дека сите треба да се вакцинираме, буквално да ги следиме упатствата на експертите, на министерот за здравство, на Државната комисија за заразни болести, на сите наши експерти, затоа што само на тој начин ќе совладаме COVID-19, односно ќе совладаме пандемијата. Премиере, вчера се преброивте, меѓутоа тоа не значи дека ќе има функционално собрание. Еве да ми кажете, потребно е да се донесат на брзина законите, кога очекувате тие да се донесат и има ли криза воопшто на оваа година? Значи, голема чест е што добив доверба. Навистина прв пат премиерът користи деловничката алатка по член 217 став 2 и сам да побара доверба. Јас сум среќен, сум благодарен за поддршката од мнозинството во парламентот, заради тоа што тоа е основа да продолжиме да работиме. Но пред се сум благодарен што сите овие облаци, сето ова неизвестност ја тргнавме од граѓаните. Долг период, реков 3-4 месеци, најмалку ако не и 6, имаме закани дека не постои парламентарно мнозинство, дека владата ќе биде падната или слично. Тоа, верувајте, влијае на целиот народ, влијае на економијата, во неизвестноста влијае на администрацијата, на владата, да работи, да не работи или слично. Овие облаци, буквално, или оваа магла, ја тргнавме. И тоа е многу значајно заради општествените придобивки. Жалам што има се уште закони заглавено во собранието. Јас ќе кажам најважните. Законот за енергетска ефикасност. Исто е важна енергетската ефикасност и заштита на енергија, колку што е важна инвестицијата во енергетиката. Со тој закон имаме 25 милиони евра за државните институции, 10 милиони евра за општинските институции. Што значи тоа? Обновени детски градинки со нови фасади, со нови прозорци, нови системи на грејење, школи, основни и средни, факултети, болници, други јавни институции, заглавено. Зошто? Кој има добивка од тоа да биде заглавено? Вториот е 50 милиони евра од Светска банка за земјоделие, за откупни пунктови Струмица, Штип и Ресен. Струмица, Скопје и Ресен. Ама најголемата суштина и содржина на проектот е зголемување продуктивноста во земјоделието. Како од 1 хектар со помалку трошици да имаме поголемо производство. Како да го осовремениме нашето земјоделие. 50 милиони евра е целиот овој проект. Третиот е 70 милиони евра трамвајна тркала за Скопје, еколошки. Што тоа опозиција и власт овде ќе се натега, дај сите да застанеме заедно. Дај брзо да изреализираме тоа. Еве заедно ловорики ќе понесеме овие проекти. Да не зборувам за законите од областа на културата, на здравство, од петиот пакет мерки за помоши директно кај граѓаните. Ова не дозволи. Овие денови министерот за транспорт и врски овде бара начин за законот за легализација на бесправните градби. Вчера истече рокот. Имаме граѓани кои што не успеале да соберат 50 евра за елаборат да направат и не успеале да ги легализират објектите своји. Тоа е нивниот дом. И сега немат начин ништо, ти остануваат и во градба. Државата не треба да руши, затоа што тоа е материјално добро и пред се на најсиромашните. Ако не го продолжиме законот, еве заглавене,
Навистина никој нема кер или придобивка од тоа. И многу други закони. Клиничкиот центар е еден од законите во кој што верувам ќе се најде некое решение. Таму испративме порака опозицијата да има мнозинство во контролата и надзорот преку формирање посебна парламентарна комисија за надзор. Проектот е 500 милиони евра, верувам по пат на компетенцијата и компетативност ќе падне подоле од 500 милиони евра, но опозицијата да има мнозинство во контролата и во надзорот и дадовме во проектната единица изведбата и реализацијата да има мнозинство. Има власта министер. Не ни треба да имаме ништо. Најголемиот проект дај заедно да застане. Тоа беше целта. При тоа, ако застанеме заедно и го поминеме законот, известноста е 95% дека 50% ќе добиеме грант од Европската унија. Значи меѓу 230 и 250 милиони евра грант, поклон пари. Кажувам колку е грозна, горчина блокадата што се случува во парламентот. Јас како председател на влада тоа нема да го дозволам. Нормално со честа што ја добив во делот на довербата, дополнително расте одговорноста се одблокира со времењето, секако по законски основ, по пат на деловни, по пат на разговори или слично. Овие денови ќе најавам и нови политики. Јас сум и кандидат за председател на СДСМ. СДСМ долгорочно размислува за едни нови политики за кои што ќе зборувам во следните денови и месеци. Се со конечна цел квантни скокови, поголем напредок, зголемена ефикасност во државата, соработки, инклузија, колегијалност и кооперативност на ниво на консензус. За колку што е можно повеќе прашање. Верувам дека можеме тоа да го постигнеме, но секако сето тоа се предизвици пред нас. Две прашања, господин премиер, дали мнозинството парламентарно како што е статус кво може уште 4 години да издржи? Затоа што претходното гласање беше 62, вчерашното исто така 62, дали може ова 4 години да издржи и што значеше синоќешната средба на Николовски со градоначалниците? Дали по вашата објава дека неколку градоначалници од Штип, Проби, Штип, Кочани, Карвинци се потенцијални кандидати остануваат за градоначалници, што е со останатите? Дали тие другите ќе добијат доверби или не? Прво за прво. Добре, прво на првото прашање. Хубаво е мнозинството да е поголемо од 62. Полесно е. Ама вака не држи будни. Сите. Издржи 4 години. Верувам дека ќе издржи. И тоа носи и своји придобивки. Јас ја користам секоја можност, ќе искористам да испратам апел на ниво на проекти, макар на закони, да застанат колку што може повеќе пратеници од 62. И продолжувам да работам, да афирмирам, да замолам, да анимирам, да се приклучат пратеници. Ако успееме, веднаш ќе соопштиме. Ако не 62 е стабилно мнозинство, тешко беше за време на пандемија. Имате еден болен, еден во самоизолација, готово. Немате мнозинство да почнете седница, да носите одлуки и таа е тешкотијата, но нели сите се надеваме пандемијата дека ќе одмине и при тоа ќе тераме. Претходниот пат почнавме со 62, завршивме со 67, за некои работи 81, како што беа уставните промени, законот за јавното обвинителство, за одбраната и така натаму и така натаму. Ама цел овој период кога бевме 67, некој пат по 60, по 59 имаше на клупите поради различни причини. Така да тоа е релативна работа. Парламентарното мнозинство треба да биде фиксно обезбедено со најмалку 61, 62 е во моментот и верувам дека во иднина може да расте како парламентарно мнозинство. Јас како председател на владата ќе работам да расте на основа на проекти, на основа на визија, на основа на одговорност пред државата на сите нас, па ќе видиме, ако успееме ќе споделиме со јавноста. Активностите на генералниот секретар на СДСМ, кој што е исто така и подпредседател на владата, секако се делокруг на неговото работење и партиско-политички, но и општествено. Кога се држат состаноците во партијата со градоначалниците, тогаш тоа значи комплетно ревидирање, отчетност и позитивен притисок за реализација на проектите. Тоа се наши ветувања кои што сме ги дали како политика. Со нас се овде двајца успешни градоначалници кои што знаат дека макар еден проект повеќе е добробит за народот. Разговорите течат токму во овој правец, но секако и користиме сите можности да анимираме општините да ги следат владините политики, пред се алатките за транспарентност, за отчетност, борба против криминалот и корупцијата, сето тоа кое што представува инклузивен процес на достапност до граѓаните за решавање на нивните проблеми, разговорите се движат во овој правец.
Јас соопштив мислење за 10 градоначалници, не знам, пред 2-3 недели, кој што го кажав како мој став во моментот кога ме прашаа новинарите за оваа прашање. Ние имаме многу успешни градоначалници во државата, секако сме може да постигнеме уште поголеми успеси. Уште еднаш напоменувам дека сум само јас еден од огромното мнозинство кое што прави избор во Социјалдемократскиот сојуз, но еве, Штипјани прават избор за делот на нивниот градоначалник, граѓаните на Свети Николе за она што се однесува за нивниот градоначалник. СДСМ во својата постапка тргнува секој пат од анкети, односно го проверува гласот на граѓаните, што тоа мислат тие за кандидатите. После тоа централата прави селекција и на крајот се општинските конференции во СДСМ за избор на кандидатите. Ние оваа постапка ќе ја водиме јуни, јули, август, затоа што септември втора половина е кампањата, а прва половина на октомври е првиот круг на изборите. Овој регион навистина се развил како никогаш досега. Тоа го знаат и Штипјани, и граѓаните на Свети Николе, Овчеполието, комплетно цела источна Македонија, од проекти на централната власт до проекти на локалната власт, па и до заеднички проекти кои што заедно сме ги реализирале со споделени финансиски средства, учество на самите проекти. Јас сум задоволен како се движиме, имајќи во предвид дека во овие години наназад имаме пандемија, имавме референдум, имавме парламентарни избори, имавме претседателски избори. Секако во целиот овој период успехот е значителен и е голем. Секој пат може да биде поголем, но еве, тука сме со својата амбиција да се усовршуваме и уште повеќе решаваме проблеми на граѓаните. Сосема на кратко се Може ли да прашаме и ние се? Ајде да прашам, Уште ова може? слага? Да, сосема кратко се проширува ли таа листа освен овие кои што беа наведени? Или рано се уште? Нека работат, ќе се прошири листата. Јас сум тука да давам коментар. Секако сум највлијателен во СДСМ за одредовите на СДСМ кога ќе стакнуваме градоначалници. Нека продолжат градоначалниците со својата амбиција, нека бидат достапни до граѓаните, нека реализираат повеќе проекти, нека решат повеќе проблеми. Видливо е тоа. Како што го гледам јас, го гледате и вие, медиумите го гледат и нашите граѓани. Се повеќе и повеќе даваме поддршка. Месеците се пред нас и ќе давам поддршка за сите. Премиере, еве, во текстилната индустрија се бележат бројки на отпуштање на работници, околу 680. Дел од собствениците на овие текстилни фабрики буквално чекаат помошта од владата од петиот пакет мерки во делот на исплата на плати за да го задржат актуелниот број на вработени. Тоа сакам да ве прашам, кога тој пакет мерки пети, тие 160 милиони евра реално ќе се операционализираат во пракса? Што е проблемот? Па еден дел се веќе реализирани. Вие сте представник на меѓународен медиум, но еве на пример се платени за 120 медиуми концесиите и тие се ослободени, на еден дел им се вратија дури парите одавно. Еден дел од законските решенија се веќе пуштени во парламентот и чекаме парламентот да ги изгласа за да може исплата да дојде. Одлуките на владата минатата седмица во вторник се донесува, еден дел, следниот дел во овој вторник. Платите се исплаќаат до 15 март за февруари и ќе ги добијат. Платите знаат секако текстилните фабрики, но и сите кои што конкурираат за оваа мерка за платите, за да може да меѓу 1 и 15 буквално ги исплатат самите плати за февруари, а меѓу 1 и 15 април за мартовските плати. Секако веќе стануваат достапни алтернативните помошти, како што се кредитите со нула камата од Банката за развој на Република Северна Македонија, каде што имат можност, доколку покажат поголем промет или поголем профит 2021 година во споредба со 2020, а тоа би требало да биде достижно, ќе добијат отпис на кредитите меѓу 30 и 50%. Значи, директно помагање. Секако апелирам да ја користат и таа мерка. Ја дизајниравме доминантно за трудоинтензивните дејности, како што е текстилот, кожарската индустрија. Лесни се процедурите и брзи ќе бидат постапките, но 50% е поклон пари. Значи, меѓу 30 и 50 треба да ги земат за да бидат поддржани токму во овој дел. Секако и другите алатки, бескаматни кредити и сето оно што е возможно од страна на државата да може да биде искористено. Така да се носат редоследно сите мерки и навремено ќе бидат стигнати сите. Уште кратко ќе ве прашам, оптимисти бевте на почетокот на годината околу економскиот раст, околу стабилизирањето на економијата. Сите очекувавме дека брзо ќе тече тој процес на вакцинација, еве има одлагање околу тој дел на имунизација, што секако остава простор
тој тренд, да речам, на закоченост на економијата да продолжи понатаму? Дали имате проекција во каква насока ќе се движи економијата? Ќе го достигнете ли планираниот раст од 3,5%? Во кој правец ќе се движи? Прво, гледате, овие денови Завод за статистика соопшти податоци кои што потврдуваат дека добро го водиме плански процесот. Имавме за 2020 година пат од 4,4%, конечно излезе 4,5%. Во споредба со државите, како Германија, Италија, Шпанија и другите имат 7, 9, 11% пат, значи мерките дале резултат и специфичноста на нашата економија која што се бори и издржува. Нормално, ние сме извозно врзани, мал пазар сме и многу зависиме од странските пазари, кога паѓа германската, француската, италијанската, шпанската, другите кои австриската, веднаш се рефлектира и тоа кај нас. Но, податоците покажуваат, февруари, наплата на ДДВ 12% повеќе од февруари 2020, кога немаше ковид. Сега има пандемија. 12% повеќе. Персоналниот данок е паднат за 5%, ама данокот на добивка е зголемен за 26%. Така да, генерално, вкупните приходи од трите најголеми даноци, ДДВ, персонален данок и данок на добивка, се зголемени за некои 6-7% во споредба со февруари 2020, напоменувам, кога немаше пандемија, а сега имаме пандемија, така би рекол сериозни бројки на заразени. Она кое што дополнително е доказ дека економијата е здрава, силна, но и политиката е стабилна, е продажбата на вчерашната еврообврзница. Денеска министерот ќе има специјална пресконференција, ќе ви каже сите придобивки. Но да постигнете историска камата од 1,625 во време на пандемија, имајќи во предвид дека државата има 8 или 9 обврзници од независноста до сега издадено, во кои што некои биле 9,75%, најголем дел биле 4,75%, 3% или слично. Ние успеавме вчера, благодарение на тимот на министерот за финансии и сите во министерството, но и партнерите, кредитори, заедно адвајзори кои што работат со нас, да постигнеме за 700 милиони евра емитирање државна обврзница со 1,625 е навистина доказ за стабилноста на економијата, не дават кредиторите и пред се за надежта на раст и развој на економијата. Зашто ќе се искористат тие пари? Од тие 700 милиони, 500 веднаш враќаме, кои што беа на 3,975 камата. И заштедуваме, ќе каже министерот, не ме фаќат за збор, мислам 11 милиони евра на годишно ниво само како разлика на каматите. 11 милиони евра се огромни пари за државата. Можеме многу проблеми да решиме со тие пари. Ќе даде точно министерот, а 200 се за 350 милиони дефицитот кој што го имаме во буџетот. 200 се користат од обврзницата, другиот дел е од домашното финансирање. Значи од 700-ните 500 веднаш враќаме и правиме заштеда на нето камати. Секако 200 одат за финансирање на дефицитот и дополнително се финансира дефицитот од домашни извори на финансирање. Комуникацијата меѓу Министерството за транспорт и врски и Општина Центар, знаеме дека мораториумот за градење таму е укинат. Во однос на ова прашање, Уставен суд донесе своја одлука во врска со мораториумот кој што е укинат како одлука на Општина Центар. Постоечкиот закон за урбанистичко планирање нуди одредени можности. Ние разговараме со Општина Центар, тие ги бараат одговорите на овие прашања од нас, но најважно од се е дека доколку имаат одредена потреба на одредени урбанистички планови кои што ја загрозуваат животната средина, растот на општината и така натаму, тие треба да поднесат елаборат со кој што ќе гарантираат дека имаме одредени нарушување на урбаното живење, планирање и така натаму и потоа да се разгледува во Министерството за транспорт и врски. Важно е дека дуповите кои што се донесени и изгласени од Советот на општината се на сила, заради тоа што истата таа општина некогаш ги изгласала, така што можат Општина Центар како матична општина, тоа се нивни детални урбанистички планови, да разработуваат своји планови и стратегии како ќе работат понатаму. Важно е растот и развојот на општините да продолжи и важно е да продолжи комуникацијата согласно законските можности и процедури кои што ги нуди Законот за урбанистичко планирање. Говорувам за новиот закон за бесправно изградени објекти. Со овој закон сите плаќаат дополнително 50% на комуналиите, со што секој оној кој што изградил бесправно, а ќе се вклопи во идниот развој на градовите, ќе плати 50% пенали, со цел да го натераме народот да повеќе не пристапува кон оваквиот систем, туку да оди по редовните процедури и постапки. И важно е дека со овој закон ние решаваме клучни и главни инфраструктурни прашања и проекти на државата.
од далеководи до гасоводи, до водоводи, до различни проекти, објекти на државата, на општините кои што били изградени одамна со сите процедури, но денеска не се упишани во имотен лист на општините и на државата, и важно е дека овој закон треба да помине токму поради продолжување на постапките и процесите во државата. Решението во новиот закон е дека нема да може да се легализираат стамбени згради, големи стамбени единици со цел да не се наруши целиот простор и урбаното живење во државата. И ова е едно од придобивките со кои што ќе ги запреме сите овие големи гломазни процеси кои што беа во текст со претходниот закон, но сакаме заради решавање на важни прашања за граѓаните и за државата да продолжи овој нов закон за бесправно изградени објекти.